Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Во Кочанскиот регион нема промени на бројот на граѓаните кои се во домашна изолација поради коронавирусот. Во меѓувреме регистрирани се уште 3 нови случаи на заболени, со што вкупната бројка достигна 16 лица. Стагнира бројот на граѓаните од Кочани за кои во изминатото денонокие се спроведува мерката за изолација, информираат од кризниот штаб. Во моментот, во Кочанскиот регион во самоизолација се вкупно 42 лица. Од нив 9 случаи се во општината Зрновци, а останатите 33 се во Кочани. Откако почина едно лице, сега вкупниот број на евидентирани заболени е 16, односно има 3 нови. Од заболените, 13 мина се лекуваат во домашни услови. 3 пак се префрлени на ефективното одделение во болницата во Штип, истакнуваат од општинскиот кризен штаб. Општина Кочани веќе трета недела поред нуди логистичка подршка во набавката и испораката на храна и лекови на старите и изнемоштени лица. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев и понатаму апелира до граѓаните да не создаваат паника, туку свесно и максимално да се придржуваат кон пропишаните мерки, што се најважни за спречување на ширењето на заразата. Во пречистителната станица за отпадни води кај Мојанци се произведени првите количини органско ѓубриво. Од комуналното јавно предпријатие Водовод информираат дека во моментот тече тест периодот во кој се испитува хемискиот состав на ѓубривото, пошто ќе може да се користи во земјоделството. Во пречистителната станица за отпадни води кај Мојанци, комуналното предпријатие Водовод ги произведе првите количини органско ѓубриво. Тоа е добиено со мешање на филтрираните и наталожени цврсти материи и оризовата слама. Процесот на самата пречистителна станица со самата слама и со милта, односно компостирањето е веќе започнат. Откако милта ќе се сталожи во самите СБР или во самите базени овде на пречистителната станица, истата мил се пренесува во базен за одводнување на истата. Таму користиме одредени полимери, каде што таа мил се згуснува. Од таму се префрла милта во самиот дигестор, каде што се загрева на температура од 37 степени и ствара природен газ метан. И повторно со истиот тој газ ние ја загреваме милта за да не користиме дополнително гориво или дополнителен ереген за загревање. Откако таму ќе се исуши милта, додатно со центрифуги повторно се одводнува и се додаваат дополнително полимери. Целиот тој процес кога ќе заврши се носи во халата за компостирање. Дневно се произведуваат по околу 20 кубни метри компост, од кои 2/3 отпаѓаат на сламата. Во моментот трае тест периодот, во кој се врши испитување на хемискиот состав и количините на хранливи состојки во ѓубривото. Откако ќе стигнат резултатите, тоа ќе може да се применува и на земјоделските површини. Имаме две фази на скапување или на компостирање. Две фази. Едната е интензивна фаза, која што е процес трае некаде околу 14 дена. И другата фаза е некаде процес прогресивно скапување, некаде процес од околу 45 дена. Според важечките законски прописи, комуналното јавно предпријатие Водовод не смее да го продава ѓубривото, поради што во оваа фаза тоа бесплатно ќе им биде распределено на оние земјоделци кои помогнале во прибирањето на потребните количини оризова слама. Инаку, производството на органско ѓубриво во Водовод е дел од проектот за изградба и функционирање на пречистителната станица за отпадни води, што финансиски го помогна владата на Швајцарија. Како компонента на проектот е и зачувувањето на животната средина, како и спречувањето на палењето на сламата и остатоците по жетвата на оризот во Кочанскиот регион. Со измените на полицискиот час во целата држава, од среда се менува и работното време на дежурните стоматолози во текот на неделата. Имено за регион работи само еден стоматолог кој ќе се менува и од среда ќе дежура со работно време од 9 до 15 часот. Во текот на викендите само на повик, а пациентите кои имаат итна потреба ќе мора да се најават на полицијата.
Откако од минатата недела стапија на сила измените во работата на стоматолошките ординации, Министерството за здравство ги задолжи здравствените домови во целата држава да отворат стоматолошки пунктови, но само за болка што не се трпи, или дежурства на стоматолозите. И во Кочани стоматолозите се договорија, на една недела ќе се менуваат со работа и дежурства, односно ќе работи само еден дежурен во својата стоматолошка ординација и ќе ги прима само итните случаи. Беше кажано дека од понеделник до петок ќе работат од 10 до 16 часот, но поради промената на полицискиот час во целата држава, кој почнува за сите граѓани од 16 часот, на новите мерки се прилагодуваат и стоматолозите. Донесено е заклучок дежурниот стоматолог во работните денови ќе работи од 9 до 15 часот. За време на викендите ќе се работи на повик, а ќе може да дојдат само итните случаи кои се пријавиле во полицијата дека имаат итна потреба да се оди на стоматолог. Инаку, како што информиравме, ќе се работат само случаите со неиздржлива болка, оток, акутни инфекции или крварења. Пациентите кои имаат проблем кој бара итна интервенција треба да се јават на својот матичен стоматолог, а тој ги упатува понатаму кај стоматологот кој е дежурен за таа недела. Ова се прави бидејќи стоматолозите ќе се активираат како ресурси во системот доколку има потреба. Согласно законот, во услови на воредна состојба, Министерството може да ги ангажира сите постојни кадровски потенцијали таму каде што е најпотребно. Затоа од Министерството ги повикаа стоматолозите да бидат спремни да помогнат на здравствените домови и болници ако има потреба за такво нешто. Скромно одбележан патрониот празник на Основното училиште Малина Попиванова, положено цвеќе на бистата на правоборката, а одбележан и 35 годишен јубилеј од основањето на училиштето. 35 години од основањето на училиштето Малина Попиванова одбележани скромно од страна на раководниот кадар на оваа училишна установа. Поради состојбата со коронавирусот, скромно и во отсуство на други содржини и активности, беше положено цвеќе на бистата на патронот и со тоа одбележан патрониот празник. Директорот Благој Петров го честита празникот на сите и им посака на учениците да ја следат онлайн наставата и да седат дома. Еве се собравме во мал број да го чествуваме празникот на нашето училиште, денот на нашето училиште Малина Попиванова. Меѓутоа во ова време невреме, со оглед на ситуацијата во целата држава и во целиот свет, значи достојно да го обележиме празникот, меѓутоа, како што кажа, за помал број и да го чествуваме и да не го заборавиме. Значи нашата хероина Малина Попиванова, која е носител со името на училиште, денеска го слави 35 години од постојањето на Основното училиште Малина Попиванова. Што и да кажам, би било излишно во ова време, меѓутоа сакам да посакам на сите здравје, среќа и да ја поминеме оваа криза. Ученици, останете дома, учите онлайн, слушајте ги наставниците, слушајте ги родителите и да се надевам дека ќе се видиме во побрзо време и дека идната година ќе ославиме празникот како што доликува. Инаку со 35 годишниот јубилеј се чествува и 118 години од раѓањето на правоборката од Народно-ослободителната борба Малина Попиванова. Како што веќе информираше Канал 8, во текот на зимскиот распуст во училиштето е извршено реновирање, бојадисување, а во училниците поставени се нови клупи, лето осветлување, а обновен е и подот. Во тек е тендерска постапка за изградба на повеќе наменско игралиште во дворот на училиштето, а во иднина ќе се фасадира и училиштата зграда. И пчеларското здружение Матица од Кочани се вклучи во хуманитарната акција за донација на мед на здравствените работници и социјално ранливите категории граѓани. До кризниот штаб на општина Кочани донирани се 38 килограми мед, а оттаму ќе бидат распределени. Денешниот ден на здравјето, 7 април, целосно е посветен на здравствените работници. Хуманитарна акција на Сојузот на пчеларски здруженија на Македонија. По повод 7 април, денот на здравјето, преку локалните пчеларски здруженија во Скопје, Битола, Куманово, Струмица, Прилеп, Охрид, Кочани, Крушево и Македонска Каменица, пчеларите донираа мед и растворен прополис, кој ќе биде наменет за луѓето кои во овој момент се во прва борбена линија, медицинските лица, како и лицата од социјален ризик.
Кочанските пчелари од пчеларското здружение Матица донираа 38 килограми мед. Го дадоа на кризниот штаб на општината, а од таму ќе се распределува, истакна Благој Митев, претседател на пчеларското здружение Матица од Кочани. Со овој гест не само што се одбележува денот на здравието 7 април, туку пчеларите ја покажуваат својата хуманост, бидејќи ги одгледуваат и најкорисните инсекти, пчелите. Па со овој гест во време на здравствена криза, предизвикана од коронавирусот, помагаат на социјално загрозени семејства. Инаку, овој 7 април, денот на здравието, годинава е целосно посветен на здравствените работници и се одбележува со една единствена порака која гласи: ви благодариме што се грижите за нас, но грижете се и за вас. Чувајте се. Сега здравството и здравствените работници се клучниот столб во државата и тие во моментот носат огромен товар. Почитувани, современската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.